Производителите на домати од Струмичко во агонија. Производството им скапува по нивите и нема ниту откуп, ниту пласман. Васе Цветков од Просениково со денови се обидува да го продаде производството кое амбалажирано му стои во дворот. Тврди дека околу 14 тони домати стојат на нивите. Неорганизирано, неплански, нема редовен откуп. Еве сега 2 дена нема никаков откуп. 2 дена. Беше 10 денари, па 12, 15 и сега падна на нула. Што значи не ја сакат воопшто. 2 дена цели, гледате, робата си стои, чекаме трговци по патот да помина некој. Ако не иде, добро, ако не, пак добро. Има предадено 13-14 тона, а имаше толку на нивата сигурно. Слична е состојбата и во дворот на Коле Спасов од Пиперово. Ги спремаше доматите за на пазар. Вели дека ќе го остави производството на нива, оти нема сила да го собере и гледа како дома му скапува. Квалитет има таа година, ама катастрофа откуп. Нема цена. Нема цена, нема да ги се пласира. Тоа вчера на Берно, гледаме да не се расипа прикоти, да го наредаме, ако може да го дадеме негде пошто зашто на квантички. А ако не береме, не што да береме. Ако не го берете, тогаш на нивата... На нивата ќе скапа. Ја гледаш, и тук се скапуват. Јали, фрлеме, гледаш. По почетниот солиден откуп изминатава седмица производителите континуирано се жалаат на ниски цени и немање откуп и пласман, при што бараат интервенција од државата. Ваква е сликата речиси во сите оранжерии во Струмишко. Производството со домати или скапува по нивите или стои набрано во дворовите на производителите. Веќе трета ден во Струмишкиот регион е закочен откупот и пласманот на доматите, зашто производителите реагираат. Од Министерството за земјоделство велат дека се следи состојбата на терен и веќе се во комуникација и се договара вишокот домати да го откупа домашните преработувачки капацитети. Паралелно соопштува дека ако земјоделците остваруваат загуби од производната и продажната цена, Министерството може да излезе со дополнителни мерки за производителите.